Почитувани колеги, почитувани професионални војници. Денеска сакаме да ви известиме за активностите кои ги презема синдикатот во врска со правата на професионалните војници. Независниот синдикат на професионалните војници во изминативе неколку години тежнееше и со синдикалните барања бараше решавање на статусот на професионалните војници. Во изминативе години од страна на 20 министри имавме ветување за такви работи, но тоа не се случи, само се купуваше време со тоа што се продолжи децениската агонија на професионалните војници. Пред неколку месеци се утврди индиректна дискриминација врз сите професионални војници на служба во армијата. Тоа значи дека работниот однос на професионалните војници после 5-та година треба да биде трансформиран на неопределено време со стекнување на право на пензионирање, како вработени на неопределено време, односно како што се и старешинскиот дел и цивилните лица. Министерството за одбрана не сака тоа да го спроведе. Поднесовме закон до Собранието на Република Македонија за да се изгласа законот, за да се смени овој катастрофален закон за служба и дискриминирачки, но и од таму не добивме позитивен одговор и не сакаат да го сменат законот со цел да се реши статусот на војниците после 2-3 децении дискриминација на различни основи. Затоа синдикатот, јас како председател на синдикатот, прв поднесов тужба за трансформирање на работниот однос на неопределено време, тоест утврдување на тој статус на неопределено време, со што треба да се стекне право и на пензионирање согласно Законот за служба и согласно Законот за работни односи. Ги охрабрувам сите професионални војници кои што сметаат дека треба да го остварат ова право, да поднесат тужба против Министерството за одбрана преку синдикатот, бидејќи не постои друг начин во оваа држава да се оствари тоа право. Видовме дека само преку тужби може да добиеш нешто, се што се поднесува, се што се бара, се одбива. Агонијата на професионалните војници во целиот нив работен век од 25 години. Дискриминација, малтретирање, мобинг, работа по 10 различни работи за една иста плата, најниски примања, деградирање, закани пред секој продолжување на договор, за физички проверки, за секакво барање, непримање на барања, иницијативи за казнување, измислувања само за да се врши притисок врз војниците. Сето тоа е причина тоа што сте на договор на определено време. За да го спречите тоа и за да го стварите правото како што го имат и останатите, тогаш треба да реагирате и да поднесете тужба за трансформирање на работниот однос. Значи, сите овие проблеми ги имате поради на определено време. Тоа ако го нема, ќе се смени армијата за 360 степени. Они не сакаат да го направат тоа, се виде од сите министри, од сите влади. Самите знаете, гледате што се објавува, што се бара и едноставно не превземаат ништо затоа што сакаат да остане така. Тоа се еден вид модерни робови кои што за една плата сте должни да трпите се и се што и на крај на 45 години да останете без работа. Затоа јас го преземав првиот чекор, сега нарете вие да го преземете вашиот чекор. Значи мора да го стварите ова право како што треба, а тоа е само преку тужба. 2500 професионални војници го остваруваат ова право што се на служба во армијата. И повеќе од 1000 луѓе кои што веќе ја напуштиле армијата. Тоа се луѓе кои што цел живот носеле униформа, чизми, оружје, по стражи, по терени, по мисии, у војна за одбрана на оваа држава, државата, како им се одолжи,
со тоа што на 45 години остануваат без работа под биро за вработување. За тоа има решение, синдикатот тоа го оствари, тоа е утврдената дискриминација за врз професионалните војници за нетрансформирање на работниот однос од определено на неопределено време. Затоа апелирам до вас масовно да си поднесувате тужби за да го стварите ова право, зашто само така ќе останете на работа и ќе остварите право на пензија. Јас го направив првиот чекор, наред сте вие. Од вас зависи. Поздрав!